Ова се попладневните вести на Слободен печат. Еве што е ново кај нас и во светот. Социјалдемократскиот сојуз бара од власта да докаже дека владиниот авион бил користен согласно процедурите и да објави кој се патувал заедно со премиерот Христијан Мицкоски. Владата на Мицкоски во обид да го оправда неговото луксузирање со владиниот авион на Јадранското море, соопшти дека авионот бил користен исклучиво во согласност со прописите и актите за негово користење и дека секое користење е евидентирано и документирано. Ако навистина тоа е користен согласно процедурите, бараме владата да го докаже тоа и да го објави списокот на патници, односно кој бил со Мицкоски во владиниот авион, бараат од опозицијската партија. Нивното барање следи по вчерашната изјава на премиерот Мицкоски, кој се осврна на наводите дека од јуни 2024 година до декември 2025 година 3 пати го користел владиниот авион. Од владата пак реагираат дека е лажна вест тврдењето на СДСМ дека семејството на премиерот Христијан Мицкоски патувало до Сплит, Хрватска. Службениот авион стар 20 години е користен исклучиво од премиерот без семејна придружба за негови службени потреби и во период од 2 години само за 4 патувања во соседството, информираат од владата. Му тргна бизнисот на Јохан Тарчуловски. Семејна фирма почна да прави профит откако тој станал советник во царина. Хашкиот осуденик Јохан Тарчуловски одамна го остави Хаг зад себе и како херој почна политичка кариера додека Никола Груевски беше премиер, а сега, кога пак на власт е ВМРО ДПМН, но начело со Христијан Мицкоски насочен е кон семејниот бизнис. Неговата компанија Мелком Транс, која ја формираше во 2008 година, чиј собственик прво беше тој, а потоа ја остави на сопругата Сонја Тарчуловска, полека згаснува, но според податоците од Централниот регистар во меѓувреме, тоест во 2021 година, семејството Тарчуловски отворило нова фирма, Денмла Транс. Всушност, оваа компанија ја остварува првата добивка во 2024 година, кога случајно или не ВМРО ДПМН доаѓа на власт, а Тарчуловски станува советник во Царинската управа. Случајот со смртта на новороденчето на клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје, кој во декември го обелодени Слободен печат, влегува во правните лабиринти низ кои семејството ќе се обиде да добие одговори на бројните прашања како и зошто го загубија нивното новороденче. Бебето почина на интензивна нега на клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје на 1 октомври, а смртта за семејството е сомнителна. Како што најави, семејството на починатото бебе поднесе кривична пријава против докторката од клиниката поради сомнение за сторени тешки дела против здравјето на луѓето и фалсификување службена исправа. Адвокатот на семејството Диме Ѓорчевски за Слободен печат вели дека кривичната пријава е поднесена вчера. Нов извештај на европратеникот Томас Вајц. Македонија се наоѓа во тешка позиција, мора да спроведе реформи. О суштинско значење за евроинтеграцијата на државата, особено во контекст на новата геополитичка реалност, е сите политички актери пред се владата да покажат опипливи резултати во клучните реформски области. Истовремено, ЕУ и државите членки мора целосно да ги исполнат своите обврски и преку активен дипломатски ангажман да ја поддржат земјата во исполнувањето на реформските приоритети. Ова го истакнува известувачот на Европскиот парламент за Македонија, европратеникот Томас Вајц во годишниот нацрт извештај за напредокот на Македонија. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски рече дека Македонија сака да има активна комуникација и активен ангажман со Софија, а доказ дека можеме да соработуваме е Коридорот 8. Тој додаде дека имаат и конкретна комуникација со Европската Унија. Една од темите за кои дискутиравме со председателот на Европскиот совет Антонио Кошта во Минхен беше процесот на потенцијално изнаоѓање решение со соседна Бугарија, и тоа е нешто на кое што ние ќе работиме, но во рамките на принципите кои што ни се јасни, изјави Муцунски одговарајќи на новинарски прашања пред Македонско-словачкиот бизнис форум.
Даночниот советник Павле Гацов, кој е собственик и на консултантската фирма Proagens, со спортски речник алармира дека пензискиот систем влегува во офсаид. Тој на својот Facebook профил сподели како што вели краток мини вар за офсаидот во кој влегува пензискиот систем. Тој забележува дека младите во Македонија избегнуваат високи пензиски придонеси, пријавуваат минимални плати или половина работно време и се префрлуваат на приватно осигурување, бидејќи државниот пензиски систем гарантира минимална пензија без разлика на уплатите, а на сајтот на ПИОМ се уште нема алатка за пресметка на очекуваната пензија. Поранешниот британски принц Ендру е уапсен поради скандалот со Епстин. Британската полиција денес отиде во домот на Ендру Маунтбатен Виндзор во источна Англија според Daily Telegraph. Истиот извор рече дека патролни возила со конвенционални регистарски таблички и околу 8 полицајци во цивилка биле видени како пристигнуваат во Wood Farm во Сандригем утрово. Полицијата во долината Темза претходно во февруари соопшти дека истражува наводи дека Маунтбатен Виндзор наводно му доставил доверливи владини документи на Джефри Епстин врз основа на неодамна објавени досиеа. Поконкретно, апсењето е поврзано со доверливи документи за кои се тврди дека му биле предадени на педофилот финансиер од братот на кралот Чарлс III во периодот кога тој служел како трговски представник. Министерството за правда на Ново Мексико во средата објави дека државата истражува жалба која произлегува од документи објавени од Министерството за правда на САД, дека покојниот сексуален престапник Джефри Епстин наредил погребување на телата на две странски девојки пред неговиот оддалечен ранч во Ново Мексико, пренесува Reuters. Портпаролката на Министерството за правда на Ново Мексико Лорен Родригес изјави дека од Федералното министерство за правда била побарана нередактирана копија од електронски пораки од 2019 година, што ја содржи жалбата. Министерството за правда на САД не одговори веднаш на барањето за коментар, додека FBI одби да коментира. Бугарскиот весник Сега, повикувајќи се на извори и објави на Facebook, пишува дека на аеродромот во Софија се стационирани неколку американски воени авиони. Моментално на аеродромот има 7 американски воени авиони танкери за полнење гориво на борбените авиони во воздух, 3 товарни како и неколку Боинг 747 за транспорт на војници. Сите се на пат кон Иран. Очигледно таму многу наскоро ќе стане многу жешко, напиша на Facebook поранешниот бугарски заменик министер за надворешни работи Милан Керемидчев. Неколку часа подоцна амбасадата на САД издаде соопштение во кое се вели дека Бугарија ги поддржува САД во спроведувањето обуки поврзани со активностите на НАТО за засилена будност. Полскиот премиер Доналд Туск ги повика полските граѓани веднаш да го напуштат Иран, додавајќи дека под никакви околности никој не треба да патува во оваа земја, предупредувајќи дека можноста за конфликт е многу реална, забележува Guardian. Туск рече дека конфликтот би можел да избувне во рок од неколку десетина или неколку часа и дека евакуацијата можеби повеќе нема да биде опција. Ова беше се во денешното издание на попладневните вести на Слободен печат, кои што ги следите на нашиот YouTube канал. Утре се гледаме повторно. Пријатно!